избркани од татковината поради нефункционалноста на системот. Така велат дека се чувствуваат голем дел од македонските граѓани кои заминале од државата. Ми фалат другарите, ми фалат родителите, ама не ни фали општеството. А за да можеш да живееш мирен и нормален живот, мислам дека тоа Македонија не го нуди веќе. И не верувам дека ќе се смени во скоро. Емилија Маневска има 41 година и веќе година и пол со сопругот и 3-годишното дете живеат во Шведска. Вели дека финансиите не им биле потек да заминат, туку потрагата по поквалитетен живот. Сопругот работеше во странска фирма во Скопје, јас имав своја фирма, значи финансиите не ни биле проблем. Она што беше пресудно беше квалитетот на живот. Со добро платена работа во Скопје бил и 34 годишниот Маријан Габерски. Сепак, веќе година и пол живее и работи во Германија. Заминал поради низа состојби во македонското општество. Политика многу лоша, институциите све со бујко, тетка, чичко, стрина, не знам што. Ако немаш човек, не можеш ништо да завршиш работа или ако не подкупи со мито, нема никакви шанси, здравство нула. Задоволен е што дошол во систем во кој, како што вели, правилата важат за секого. Тука се подобро средени работите. Ако те сликнат на камера, ако направиш прекршок дека ќе си платиш кој човек да си, каков и да си, дали политичар, дали председател, премиер, што сакаш да си, казната си е твоја, ти си ја подмируваш и тоа е тоа. Нашите скоро иселени соговорници се дел од бројните македонски граѓани од разни професии и разни возрасти што ја напуштаат државата. Според пресметките на Државниот завод за ревизија, годишно од земјата заминуваат по 2500 високо образовани лица. Имаме сознание дека тие се професори на одредени факултети, истражувачи во одредени институти и така натаму кои што се докажале на меѓународно ниво, тогаш може да сватите колку државата изгубила во однос на она што значи бруто домашен производ. Првиот човек пак на државната статистика, Апостол Симовски, неодамна изјави дека вкупната годишна бројка на одселени лица од различни нивоа на стручност е многу поголема. Нашата проценка е дека во овој момент некаде околу 15.000 лица се иселуваат годишно од државата. Младинскиот образовен форум е една од ретките организации во државата што работи за и со младите. Од таму укажуваат дека неможноста за напредок на новите генерации е една од почестите причини за иселувањето. Поради високото ниво на корупција и корумпираност што владее во општеството, младите знаат дека ако сакаат да се вработаат, понатаму и да напредуваат во нивната кариера, треба да извадат партиска книжка и тоа ги демотивира. Од МОВ ги нагласуваат и пречките со кои се соочуваат студентите што добиле државна стипендија за упис на престижните факултети во светот. Нивните истражувања покажале дека после враќањето, ниту еден од тие стипендисти не добил навремена понуда за работа од државата. Еден или двајца само споделија дека се контактирани, меѓутоа едниот бил контактиран 2 години откако се вратил во државата, што е предолг период за да чека да биде контактиран и вработен од македонските институции, а другиот бил контактиран и му била понудена несоодветна работа согласно квалификациите кои ги имал. Дел од соговорниците посочија дека Министерството за образование и наука е институцијата од која очекуваат конкретни чекори за задржување на младите и стручните кадри. Од Министерството пак, во одговор за Гласот на Америка, велат дека ќе почнат со активности за подобрување на целокупното образование. Ке се потрудиме да го подигнеме ученичкиот и студентскиот стандард и младите да бидат мотивирани да се заложат за развој на личниот потенцијал, но и истиот да го искористат во сопствената земја. Од МОН додаваат и дека ќе има измени во доделувањето стипендии за студирање во странство, а со цел стипендистите да се вратат и да го применат знаењето дома. Државните ревизори пак во неодамнешниот извештај посочија дека последниот стратешки документ за намалување на одливот на стручните кадри истекол во 2020 година. Нова национална стратегија од таков тип се уште нема. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.